Средношколците од Тетово со овој крик го означија крајот на нивната представа против сидата. Представата без компромис се одржа на 1 декември, денот за борба против сидата во Домот на културата Илио Антески Смок од Тетово. Представата е дел од проектот на УНИЦЕФ Имам право да знам. Реализацијата на проектот ја спроведе Театарска младина на Македонија. Идејата на овој проект е младите луѓе да научат повеќе за сидата преку методите на театарот. Сметам дека најдобар медиум за борба против сидата е токму театарот, особено кога во театарот глумат млади луѓе, а младите луѓе се они кои треба да ја пренесат таа порака за борба против сида на младите луѓе кои треба да ги гледаат овие представи. Текстот за представата го напиша средношколката Милена Илиевска, на која овај е прв драмски текст. Лично мене ме засегна тоа што јас сум млад човек и јас веќе сум во тие години која може да ми се случат многу работи и мислам дека тоа што го напишав јас беше всушност моето размислување. Младите актери, на кои најмногу од нив ова им беше прво учествување во театарска представа, дознаа повеќе за сидата и начините на кои што таа се пренесува. Тоа е еден од ретките начини локално овде да се едуцира народот, младината, за тоа какви зло носи сидата, како може да се пренесе. Покрај изјавите на средношколците, ние запрашавме и неколку возрастни граѓани што тие мислат за тоа, колку младите во Тетово знаат за сидата. Па треба да науча, нормално дека треба. Нема ништо, никакви сознанија дека некој да одржавање да има за нив, така, предавања, тие работи. Абе се превзема, има акција, превзема нешто, меѓутоа не го сваќаат тие тоа. Младиве се уби Боже. Ми се чини дека немаме проблем со сидата, многу повеќе се запознаени со проблеми на дрога и посебно алкохолизам, мислам во Битола, кажеме, пред се во Тетово не знам искрено. Но не го дела мислењето дека не е проблем главен, повеќе има со алкохол и дрога и деликвенција и така. На крајот ни останува да се запрашаме самите. Колку знаеме за сидата и што правиме за да ја спречиме?